Свети Никола и сиромајот. Чита Александар Станојков. Еден сиромав човек си имал 9 деца. Сите 9 му биле машки. Работеле тој и жената му гологлаечки и одвај со леп можеле да се преранат. Не можеле да се артилисаат некоја пара, да си направат некоја алишта за себе и за децата. Многу мака му било дека толку сирома си биле. Тие си имале една икона во иконостасот со лицето од Свети Никола и утро вечер кандило му палеле и Свети Никола го молеле за да ја обогати малце и да можат да се сторат идаре во куќата. Метани и молитви утро и вечер праеле и Бога се молеле само и само Господ да и подари и да не бидат толку сиромаси. Не знам колку години што му палија кандило на Свети Никола и го молија за да ја обогати, арно ама не ја обогатувал. Оф, мори домаќинко, ја рекол сиромајо на жената си еднаш. Што беше тоа пусти грев тежок наш да се молиме толкова години на Свети Никола за да го моли Бога малку од малку да не обогати, да можеме да се сториме идаре како друзи домаќини што се чинат. Што беше пусти лош късмет наш што не работи. Трпение спасение домаќине, му рекла жената му. А ако сака Господ и Свети Никола ќе не обогати. Арно, ама тој не обидува дали ќе можеме да трпиме докрај, да после да не подари. Слушај, мама жено, ја рекол, јас што сакам да ти речам. Јас гледам од и мене късметот не ми работи. Свети Никола не ме слуша. Нафиле што му го палиме кандилото и му се молиме пред иконата. Од сега вамо мене не ми треба икона. Јас ќе бегам жено од овој град во друг за да работам, да белтим ќе пукни ѓавол и ќе ми се разработи късмето. Друго чаре домаќинко не бидува. Од која ќе се истам одовде жено, може па твојо късмет да се разработи и да ни чини се за напред. Најпосле домаќине, како ќе те учи Господ, така прави. Оди на туѓина, работи, печали, ама од Свети Никола и од Господ не тргај рака. Така му рекла. Од Господ жено не ќе тргам рака, ама иконата од Свети Никола нема да ја остава во иконостасот, ами во огнот ќе клам и ќе изгорам, и рекол. За да не си го арџам маслото и да му горам кандило кога не е вреден да ми помоши. Трпение, домаќине, спасение, му рекла. Трпение, трпение, тој не слушал што му велела жената му, ами грабнал иконата од Свети Никола и ја бапнал во огон, та ја изгорел. Се спремал и си тргнал да оди на туѓина. Одејќи по пато, еве ти некој стар човек кај си патувал. Тргнале двата да патуваат и откога се кунуштисале, се прашале кој од каде и кај ќе оди, што ќе работи и друзи разговори како на пат човекова да патуват. Во тие разговори почнал сиромајот да си кажува алот на стариот, оти бил многу сиромав, имал 9 деца и не можел да изгледа да ја облечи и да ја обуе. Остај тоа старче, му рекол сиромајот, ами да ти кажам што грев сум ти направил на кинесување од дома. Кажи да чујам, пријателе, му рекол стариот, што грев си направил? Јас имав, старче, една икона од Свети Никола во иконостасот и му горев кандило толку години. Му се молев многу за да ме обогати малце од малце, арно ама ни баре од кај си, од бетер по бетер се правев, а не нешто да напреднав. На маката згора, старче, сум ја врлил во огон и ја изгорев. Сега се пишманам, старче, ама олди битти, стореното не се враќа. Ете, тоа сум ти направил, старче, да сега не знам Господ како ќе ме суди за тој грев. Господ проштаат, пријателе, му рекол стариот, тие луѓе што се каја за грешките што и прават. Арно беше тоа да не го стореше и да трпеше до крај, чунти кој што ќе трпи до крај, тој ќе се спаси и душевно и телесно. Море, старче, му рекол сиромајот, вака ми велеше и жената ми као тебе да трпам, арно, ама јас најпосле ја расипав работата и влегов во грев. Лели се покајуваш, пријателе, му рекол стариот, Господ ќе те прости и ќе те обогати, да си уверен. Само ако идиш со мене на туѓина, да одиме и заедно да работиме, да видиш колку пари ќе спечалиме. Оти јас сум бил и друзи години на туѓина и сум работил со ортаци, да сме спечалиле многу пари.
Деј со тебе верувам да спечалиме, само ако сакаш да дојдиш со мене, ортаци да бидиме. Како да не ќум бабалок? Му рекол сиромајо. Без друго сакам, и во оган да ми речиш да стапам, ќе стапам. Само и само малце пари да спечалам. И белки ќе пукни ѓаволот, та ќе ми се разработи късметот. Мошнеарно, пријателе, му рекол стариот. Лели канди се да идиш со мене ортак, ќе видиш оти ќе те благодарам. Заортачувајќи се стариот и сиромајо по патот, си ошле во еден град и почнале некоја работа многу убава, да спечалиле многу пари. Дошло времето да си одат на вилјајет. Си делиле понаполу парите што беа спечалиле и си тргнале двата пак назад да си идат. Одејќи по патот, сиромајо почнал да си мисли во себе и да си вели. Шо, јас неарно сторив што му дадов на стариот полајна дел. Чунки, тој е сам човек, спорти како што ми кажуваше сам тој. А пак јас имам 9 деца и жената ми 10, јас еден 11. Ние сме 11 души, како да е во 11 души треба да има еден од нас късмет. И од нашиот късмет треба да спечалив малку пари. А не од стариов и късметот ни работел да спечали малку пари. Јас чекај да му речам да си пределиме, та да земам јас поеќе. Вака мислејќи човекот, дошле до една раскрсница и стариот се одбил од патот за да си оди кај својот град. Збогом, пријателе, му рекол стариот и се одбил од тој пат. Оти мене ваму ми е патот. Пооде до некаде сиромајот и него дотреа срце, дал вик по стариот и го повратил назад. Знаеш, старче, што те вратив, али не знаеш? Ами ако ми кажеш, пријателе, му рекол стариот. Ќе знам, инаку од кај ќе знам? Парите што си деливме, старче, не прави деливме. Чунки јас сум 11 души дома, а ти си една душа. Да, како да е од 11 души што сум јас, ќе имам еден късметлија што ни работи и спечаливме толкова пари. Затоа те вратив, за да ни придеиш малку пари од твоите. Лели таков си бил на срце, брату, нати и сите. Ама да знаеш, оти късметот ваш не работеше за да испечалиме, ами Господ ме прати мене, стар Свети Никола, за да ти поможам и да те обогатам. Му и даде сите пари и си летнал Свети Никола на небеси од пред очите на сиромајо. Паднал на земјата и со солзи на очите се молил на Бога и на Свети Никола да го простат за грешките што беше историл. Едно едење дома и на часот купил една икона со лицето на Свети Никола од најубаите и дури бил жив, кандилото му го палел и ката година си го служел. Ете, како Господ забава, ама не забораа. Арно, ама, кој може до крај да трпи, тој и ќе добие дар од Бога и да се обогати и да се спаси.